Да, се враќаме во студиото, како што најавивме. Тука е господинот Марко Бекрик, водич на велосипедски тури во Баба и Деде Галичник. Господине Бекрик, добре дојавте во студио 10. Добре ве најдов. Јас веќе најавив на почетокот, ќе зборуваме за планинскиот туризам, за како тоа се спроведува, што се прави таму. Вие сте водич на велосипедски тури, таму има интересни настани кои се одржуваат во Галичник. Отприлика ќе зборуваме за сето тоа. Па еве да почнеме општо за Галичник како познато туристичко место. Јас верувам на најголем дел од луѓето познат по на галичка свадба, но сепак не е само галичката свадба, таму има и доста други активности кои се организираат и кои може да се организираат. Па еве, што се случува во Галичник? Вака, значи, да, Галичник е популарна туристичка дестинација за домашните и за странските гости. Да бидам искрен, се повеќе и повеќе странски гости го откриваат покрај нашата земја, така и Галичник. Да, моментално галичката свадба е се уште најпопуларен и најпосетен настан. Значи, ние сме горди на тоа, но секако како угостители, како даватели на услуга поврзана со туризмот и угостителството, работиме на тоа да развиеме посетеност на Галичник и во други месеци од годината. Затоа има неколку настани кои верувам ќе имаме прилика да ги спомнеме. Галичник покрај својата планинска местоположба, висина од скоро 1500 метри надморска висина, нуди специфична архитектура, нуди вкусна домашна храна поврзана со мијачкиот крај. Тука е близина највисокиот врв на Бистра, тој редовно е голем дел од посетителите на Галичник доаѓаат во Галичник при посета на Меденица, 2163 метри. Таа е највисоката точка на Бистра. Така да, оваа година за галичка свадба, значи, се родителите на зетот, на Александар, значи, они пред 35 години, 1991 година, ја направиле првата современа галичка свадба, така да тоа ја одбележува оваа галичка свадба. Александар и Мартина ќе се венчаат оваа година. Така да мислам дека тоа ќе биде средина на јули, најблискиот викенд до Петровден и Павловден, 12 и 13 јули. Тоа е главниот настан за годинава. Предходно, пред тој настан, на 20 јуни има настан во спомен на Ристо Меловски, DJ Ицко од Антена 5 радио, тоа е Галицко фестивалот во 5-то издание. Тоа ќе биде на 20 јуни, ќе има 2 планинарски тури и една велосипедска тура. Ова го спомнувам бидејќи јас ја организирам велосипедската тура. Таа ќе биде во должина од 75 км и околу 1700 метри елевација. Кружна тура Галичник Лазарополе Галичник. Сите кои сметаат дека се спремни и имаат желба, слободно може да ќе го најдат настанот Галицко на социјалните мрежи, може да не контактираат. И вечерта после завршувањето на планинарските настани, велосипедскиот настан, во меѓувреме има и мотоклуб настан која доаѓаат моторџии, вечерта има забава во Галичник, организирана од неколку диџеи, што биле соработници, партнери, па и ученици на DJ Ицко, и е баш убава забава вечерта. После тоа, значи, има Галичник филм фестивал, што е во јули, има Галичка ликовна колонија, и мислам дека последниот, барем планиран настан за ова лето е Галичник трейл ран на 20 септември со планинско трчање, кај што ќе има пократка и подолга патека за сите, за повеќето луѓе кои сакаат да трчаат планинско трчање. Да, вие кажавте дека сте водич на велосипедски тури во Баба и Деде, тоа е вашиот ресторан или гостилница која ја поседувате тамо. Можете ли да кажете, има ли интерес за овие тури, како се спроведуваат обично, каде ги носите гостите, дали се тоа домашни или странски гости? Вака, значи, прво чисто да објаснам, улогата на водичот на велосипедската тура подразбира
планирање, организација Да, и тука само да реализација. кажам на режијата може да ги пушти инсертите да ги видиме велосипедските инсерти, да. Вие може да се зборувате слободно. Значи, улогата на водичот на велосипедската тура во авантуристичкиот туризам подразбира планирање, планирање и реализација на велосипедската тура, така да овие се инсерти со гости што сме ги возеле на Бистра. Сето тоа многу ретко е само возење велосипед, најчесто вклучува и гастрономско доживување, целокупно со дегустација на локални специјалитети, пијалоци, така да овде сме на едно бачило во реонот на Галичник на Бистра планина, значи на ова видео имаме прикажано целокупно се што може да се доживее како странски гостин тука кај нас. Инаку да ви одговорам, имаме и претежно се странски гости, но имаме и гости од нашата земја. Популарно е во доста компании организираат тимбилдинзи кај нас. Значи, ние како гостилница Баба и Деде нудиме велосипедски тури, планинарски тури, сместување и храна со локално и традиционално мени. Значи, повеќе за тоа може гостите да видат тоест заинтересираните може да видат на babaidede.mk, на нашата веб страна. И важно е да се напомене дека за време на овие тури се става акцент покрај тоа гостите да имаат пријатно доживување, се става акцент на безбедноста, управување со ризици, сепак е планина, значи има предели кај што е офроуд, кај што може да има диви животни, кај што може да има невреме, така да безбедноста ни е главен акцент. Да, како што може да видиме и од инсертите, како што видовме, се работи за навистина неубави предели за една високо рамнина, ајде да речеме, каде што има веројатно и брдски и порамни патеки, навистина идеално за возење велосипед. Вие кажавте и за вашата гостилница Баба и Деде на Галичник. Добро, таа функционира, претпоставам, најмногу за време на сезоните, летна и зимска сезона. Знаеме дека, да речеме, во зима таму има многу често имаме и проблеми со патот, дека таму многу често има и натрупан снег и така натаму. Како се функционира во тие услови? Значи, Баба и Деде, прво, Баба и Деде се вика, моите баба и дедо беа единствени двајца жители долго време во Галичник. Значи, повеќе од 15 години беа единствени двајца жители таму. И, уствари, ние секогаш луѓето би можеле да дојдат и да бидат угостени во Баба и Деде, само што зимно време Галичник е одсечен добри 3 до 4 месеци, поради снежни наноси, поради неодржување на патниот правец Маврово-Галичник. Инаку, да, врвот на сезоната е летно време, зимно време, единствен, сигурен, безбеден начин да се стигне во Галичник е по планинарска патека од Јанче, која е во должина од околу 6,5 километри од Јанче до нашата гостилница. Тоа подразбира, значи, оставање на возилото во Јанче и пешачење од Јанче до Галичник. Тоа е безбедно, дури и да е проводен патот заради некоја причина зимно време, е ризик за потенцијалните гости, бидејќи додека ручаат може да заврне снег и да не може да си отидат. А доколку тој пат, да речеме, би се одржувал редовно, доколку би бил проведен, би можел ли Галичник да функционира зимно време, како и зимски центар, ајде да речеме? Би можел да функционира, постои интерес, многу луѓе се јавувале, прашувале, значи Галичник би бил вклучен во како модерен центар за скијање, меѓутоа за турно скијање, за фрирейд скијање. Значи, место како што би било посетено, бидејќи Бистра е питома планина. Бистра е соодветна планина кај што може да се организира таков тип на скијање, дури и за дисциплина за зимско планинарење со snowshoes. Значи, Меденица не е тешко достапна со добра зимска опрема, така да Галичник би имал посетеност и зимно време, меѓутоа
Ако не е достапен тој пат, сите логистички решенија се исклучени. Да, не може никако да се стигне, да. Освен тој пат. Вие спомнавте еден момент кога кажавте за велосипедите дека сепак е дивина, постојат и диви животни. Ни кажавте дека скоро сте имале една средба со мечки. Тоа е многу интересно, да дадовте и видеа. Јас себе предлагам режијата да ги пуштите да ги видиме тие инсерти. Значи вие таму видовте мечка и како што може да видиме мечка со мало мече, така? Да, ланско. Како што може да видиме прилично блиску. Да, 50 на метри беше од мене, значи ова е многу тазе, нема пред 10 на дена беше видеово, значи ова објаснува многу често мене луѓето уште откако почнав да се занимавам со оваа работа, значи луѓето ме прашуваат добро дивина, како, што едно друго, значи ова е еден пример кај што се гледа дека мечката не реагира агресивно при средба со човек, еве плюс овде е со помало мече, ова е ланско мече. И, значи, они едноставно ќе се потрудат да го избегнат човекот. Не постои агресија, до сега барем јас имам видено многу пати мечка и па сум бил пешки и со точак. Значи, мечката нема изразена агресија према мене или према гостите, они само ќе си отидат. И не сум бил често знаело со мене и куче да биде, и имам и кучиња во Галичник, мачиња. До сега од мечка нема настрадано никој. Така да на видеото се гледа дека откако мечката мене ќе ме забележи, значи она само си оди. Да. Значи, ова е, да речеме, и еден апел после сите оние вести кои доаѓаат дека мечка се симнала во некој населено место, во некој село или видена, дека сепак не треба да се создава паника, не треба тие мечки да се, не дај Боже, тепаат и така натаму, бидејќи гледаме дека се прилично мирни, не се агресивни, избегнуваат контакт со луѓе, па јас и не се сеќавам кога последен пат имало напад на мечка, не се сеќавам дека имало такво нешто. Да, значи секако постојат посовремени системи за одлагање на отпад, значи главната причина зашто мечките доаѓаат во населените места е несоодветното одлагање на отпад во планинските подрачја, знаете, не можете истиот тип на одлагање на отпад да го ставите на Партизанска у Скопје или и у Галичник. Мора да постои нешто посовремено кај што и исто и луѓето треба да избегнуваат да одлагаат органски отпад на тие места, бидејќи мечките по мирисот ќе дојдат. Во однос на напади, значи сме слушнале сите дека некаде постоел некој напад, меѓутоа многу повеќе пати сме слушнале како човек бил каснат од куче на, не знам, на плоштад или усред центар, а со мечките не е тоа толку често. Така да, јас би советувал да се избегне паника, меѓутоа треба да се работи на тоа да се најде посоодветно решение со одлагање на отпад во планински населени места. Да. Добро, за крај Бекрик, што е, ги кажавме настаните, за што се спремате сега најскоро? Што ви е сега прв настан? Што ви очекува во Галичник прв? Вака, во Галичник, значи, како што кажавме, главниот настан е Галичка свадба, што веќе ни е резервиран капацитетот за сместување од самите организатори, од семејствата на главните учесници во свадбата, така да во однос на настан тој е главен настан, иако секој викенд имаме по некој настан со како тимбилдинг од компанија, планинарско друштво, некоја прослава. Кај нас секој викенд, поготово кога е сончево времето, е како да има некој многу голем настан. Убавините на планината, сега е зелена планината, значи тие се доживуваат буквално и работен ден. Не мора да е викенд, не мора да е настан. Така да, дополнително на гостилницата, како што кажав, нудиме и други доживувања со велосипедите и планинарење. Да, како беше Баба и Деде? babaidede.mk е нашата веб страна, кај што има повеќе детали, има видеа, има контакт информации. Да. Тоа е тоа. Добро, господине Бекрик, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. И, почитувани, со ова гостување го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодараме на вас на вниманието и на довербата. Останете со програмата на телевизија 24.